Зачинските и лековити билки се драгоцен додаток на секоја градина. Билките во градината можете да ги одгледувате како украсни детали во комбинација со други растенија или пак едноставно со нив да уредите еден простор, едно капче во градината. За презаното урбано темпо со кое денес се живее, остава многу малку простор за прошетки во природа. Затоа, донесете ја природата во вашата градина. Направете едно мало, убаво место, каде што ќе уживате во миризливиот ароматичен мирис на лековитите и зачински билки и во нивните атрактивни листови и спектакуларни цветови. Како и другите растенија, и зачинските и лековитите билки би требало да се одгледуваат во услови слични на оние од нивната природна средина, со што ќе се обезбедат нивното здравје и сила. Многу билки потекнуваат од Средоземјето и тие обично сакаат многу сонце и пропустлива почва. Некои билки поднесуваат влажна положба делумно во сенка, но треба да се погрижите тие да не бидат премногу влажни или премногу густо засадени во постојана сенка. Повеќето сорти со шарени или со златни лисја растат во прошарана сенка. Мирисното нане, златните облици на маточината и на вратиката најдобро ја задржуваат својата боја кога се изложени на утринско или вечерно сонце, а во пладневните часови се во сенка. Зачинските и лековити билки може да се одгледуваат на различни места. Изборот најмногу зависи од сопствените интереси и примереноста. Одделената и атрактивно дизајнирана зачинска градина представува допадлив детаљ, но не треба да заземе голем простор. Може да биде предност ако ги имате зачинските билки засадени на мало парче земја или во садови до кои лесно ќе досегнете во кујната. Некои билки се доволно декоративни за одгледување со други растенија во леа или крај незиниот рап, додека други подобро изгледаат во градина со зеленчук. Оние билки кои што имате намера да ги користите во готвењето или пак за лекување, препорачливо е секогаш да бидат подалеку од домашните миленичиња, ако ги имате, или од издувните гасови на автомобилите. Ако имате доволно простор, корисно е да облекувате посебна градина од зачински и лековити билки и да ги одгледувате заедно заради посилен впечаток, но и за да имате корист од нивниот комбиниран мирис на исто место. Особениот изглед на билките нужди можност за креирање на интересна шара или целокупен дизајн, комбинирајќи групи од слични или контрастни бои. Така, освен што се истакнуваат украсните карактеристики на билките, и берењето е полесно. Традиционално, зачинската градина се оградувала со ниска обликувана жива ограда од шимшир или со помалку формална граница од изоп, или пак од лаванда, кои исто така се соодветни. Дури и во најмалите градини или на балконите, целата градина од зачински и лековити билки може да биде засадена во саксии, кои ќе бидат креативно распоредени на зидовите, на полици, по скалите или пак едноставно на ниво на земјата. Повеќето зачински и лековити билки добро растат во садови. Од висечки цветни садови до саксии речиси се е соодветно, под услов да има отвор за дренажа и на дното да се остави слој од пропустлив материјал пред садењето. Некои од најдобрите билки за одгледување во садови се парица, магдонос птичји лук, планински чај, изоп, мајчина душица или темјан. Големите билки, например рузмаринот и ловорот, добро изгледаат одгледани одделно во садови или во буренца. Одгледувањето на почувствителните и послаби билки, како што се алоизија, мирта и како роза мирисливата пеларгонија, најсоодветно е да се чуваат во цветни садови, кои што со почетокот на зимата ќе можете многу лесно да ги пренесете од надвор внатре во внатрешните простории на домот. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Рузмарин или Розмаринус офицinalis е вечно зелена грмушка со фини и гличести листови, која што е отпорна на мраз. Затоа можете да ја чувате надвор во дворот или градината. Не бара некоја посебна нега, а цвета налето и напролет. Во областите со умерена клима, рузмаринот може да цвета и преку целата година.
Игличестите листови се со интензивна арома. Рузмаринот ја стимулира циркулацијата и протокот на крв во мозокот, со што се подобрува концентрацијата и ја лекува главоболката. Иако посветен на божицата на убавината и љубовта Афродита, розмарин не е само символ на љубовта. Тоа е символ на мудроста, потекнува од медитеранскиот регион, каде што расте на почва богата со калциум, сува клима и солен морски воздух. Денес се распространет и низ Европа, а се одгледува во САД и Мексико. Рузмарин расне од 1 до 3 метри во височина. Мирисот на цветот и на гранчињата е силна како камфор. Оваа билка цвета од март до мај, а понекогаш цвета и во септември повторпат. Рузмаринот сака сонце и карпести предели и не бара многу влага. Цветот, листовите и гранчињата на рузмаринот содржат испарливи масла, чиј квалитет зависи од климата на која што тој вирее. Повеќе од 1000 години ова е мошнеценет зачин и природен лек против многу заболувања. Историски гледано, рузмаринот бил омилена билка во античко време. Според некои легенди го обожувале грчките и римските богови. Грчките студенти го ставале на главата кога се подготвувале за испити. Причината е во тоа што во народната медицина се верува дека рузмаринот ја стимулира и ја зајакнува меморијата. Во Англија оваа билка е символ на верност, а во некои култури при свадбени церемонии младоженците се китат со рузмарин. На нашиве простори рузмаринот е пренесен од сончевите и карпести делови на хрватските приморски области и острови. Често се одгледува во градини и саксии, но во северните региони треба да бидат заштитени од студот. Тоа расте во текот на крајбрежниот појас на Медитеранот, од Португалија до Мала Азија и Црното море. Листовите на рузмаринот се собираат во текот на летото, му се сечат гранчињата и се ставаат да се сушат. Со дестилација на листовите или гранчињата на рузмаринот се добива рузмариново масло. Цветот во цуд се собира во април и мај и се суши во сенка. Етеричното масло од рузмарин содржи смола, танини, горчливи состојки и мала количина на сапонини. Верувањата на старите народи дека мирисот на рузмарин ја стимулира меморијата го потврдили научниците од Универзитетот во Синсинати. Тие откриле дека навистина рузмаринот ја стимулира циркулацијата и протокот на крв во мозокот, со што се подобрува концентрацијата и се лекува главоболката. Рузмаринот е на врвот на листата на храна која може да помогне во превенција и третман на рак. Истражувањата покажаа дека рузмариновото масло може да го спречи развојот на рак на кожата, бидејќи го спречува растот на тумори на кожата и обезбедува природна заштита од оштетување предизвикано од сонцето и штетните ултравиолетови зрачења. Ова растение има седативни, диуретски и антисептички својства и се смета за особено ефективно во лекувањето на невралгија и слабоста. Стимулативните ефекти од рузмаринот може да подобрат функцијата на црниот дроб, жолчното кесе и секрецијата, што придонесува за подобрување на општата состојба на целиот организам. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.